Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 487-то издание на емисијата Данс е Макабре. Во Данс е Макабре, додека емисијата е под моја дирижентска палка, секојаш сум се борел да отстапам место за домашната музичка сцена, па по сите перипети низ кои што поминало самото Радио Канал 103, серијалот на емисии Раритет се последниот одек во кој што можам да приложам една мала селекција од големата ризница на актуелна домашна продукција и да ја презентирам на слушателите кои се заинтересирани да дознаат што точно се готви во домашните студија и што се свири во гаражите широм државата и покрај забраните кои што се наметнати од страна на МТВ, се обидувам да најдам начин да реализирам интервјуа со музичарите во просториите на МКЦ во еден друг серијал, насловен албум на месецот, но во Раритет селектирам 4 албумски остварувања, без разлика дали се EP или LP, кои сведочат за прогресот на постоечките бендови или па се можеби нови проблесоци на потенцијални музички николци на домашната музичка сцена, со посебен фокус на рок-н-рол, метал, хип-хоп, джез и амбиенталните музички поджанрови. Толку се искрен да бидам моите познавања, кои максимално ги притиснува за да издействувам еден шаренолик избор пред се, кој ќе сведочи за постоењето на квалитетниот звук кој се негува и одгледува пред се на домашната сцена. Па затоа денес ќе ви говорам за првиот албум на Stonehenge, потоа новото издание на Faultin, вториот албум на Triject и последниот албум на Nyctophiliac. Односно на почетокот на емисијата имавте можност да слушнете три композиции, 1, 2, 3, Little Heads и The Adventure, кои што се наоѓаат на првото студиско остварување, односно првото албумско остварување на Stonehenge, именувано како Hello World, а во продолжение ќе слушнеме прекрасната моќна балада Get It, која што исто така се наоѓа на албумот Hello World, со кој што светот се запознава пред се со овој одличен млад бенд. Така што продолжение ги слушаме Stonehenge. Данс е Макабре е емисија во која 13 сезони се зборува за уметност во борбата против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Секој издание е една мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 487 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 487 издание, именувано како Раритет број 9, односно 9-то по ред издание со овој наслов, каде што ви представувам актуелни албуми од домашните изведувачи, а во предходниот блок имавте можност да слушнете 4 композиции кои што беа изведени од страна на Stonehenge, кои се наоѓаат на нивното долгосвиречко издание Hello World, издадено 2021 година, бенд кој срамежливо и доста скромно се појави во 2018 година во Тетово, кој започна да функционира како бенд кој обработува алтернативни рок-н-рол композиции, пред во 2020 да започне со ковање на собствена музика, која е во домените на алтернативниот призвук. Условно кажано ќе го земеме во под еден широк спектрум на инди-рок, односно уште еден бенд кој го рефлектира пред се младешкиот непокори бунт во контекст на самата лирика, иако има еден здрав рветен столб кој што се подпира на оставнината на рок-н-рол и на блуз, со кој може нели да се поистоветат пред се и повозрастните и помладите слушатели. Самите се декларираат дека обработуваат некаков спектар на призвуци помеѓу Гуано и Пси Портисхед, со што би се согласил, со оглед на тоа што вокалот на Ангела можам да потенцирам дека е некоја си здрава комбинаторика на распон кој што го имала и Вајнхаус со реге сензибилитетот на Гвен Стефани и една
непореклива лежерност во изведбата на вокалната интерпретација, односно како што напоменав, Ангела Маринковска е вокалот во бендот, потоа во бендот членуваат и Исмаил Камбери на гитара, Дејан Томовски Деки на бас гитара и Марко Стојчевски е тапанарот во овој бенд. Албумот е снимен во студио 1060, односно продуциран со микс и мастер работен на Дени Крстев. Издаден е за Пастор продукција во мај 2021 година, тоа се генералиите на ова издание, а обвивката и логото ги работи Кристина Карапеовска, кај што забележуваме 9 карикатури од ликови кои би ги гледале во некоја си можеби анимирана серија во 90-тите, баш поради начинот на кој што се исцртани. А на задната страна имаме цртежи од музичарите кои што членуваат во бендот, односно карикатури од нив, и да не го заборавам стонираното еже, кој е пред се маскотата на бендот, без него не се може, а самиот наслов е соодветен за запознавање од една страна на светот, представен како слушателите од предната страна со музичарите и нивното дело, од задната страна на ова издание, што е едно интригантно решение. Првата композиција која што го отвора албумот е 1, 2, 3, еден лежерен почеток со реге ривче и поигрување со нагласен бас, додека на крајот не експлодира со една промена на ритм, што е одлична и повеќе сакам да ја слушам оваа нагла промена во композициите, овој пресврт, додека бројат од 1 до 3. И тука може да заклучиме дека во лириката се надеваат дека сите луѓе наоколу на улицата ќе исчезнат додека се брои до 3, заради тоа што забележуваат мали мозоци без самодоверба кои глумат дека за се согласуваат, а меѓутоа се експерти за се што знаат и всушност ништо не знаат од сето тоа. Значи еден приказ на околината која што може да ја сретнеме на секаде. Втората композиција е Little Heads, одличен воведна гитара и нагласена бас линија, доаѓајќи до диско-панк ритамот и најбернајс пропаганда композицијата со мелодичен дисторзиран рефрен со подеднакво мелодично соло препратено на гитара со ефекти. Во лириката се потенцира дека сакат сите да се добри, ама остареле млади, би сакале да си помагаме и споделуваме, наместо да трчаме по нешто и се бориме за ништо, наместо да се обвинуваме едни со други, да станеме од креветите и да направиме нешто против тоа. Така што има мотивациони аспекти во самата лирика од една страна и од друга страна одлично ги лоцираат пред се и ги потенцираат проблемите кои што самите си ги создаваме пред се со лицемерието кое го шириме наоколу. Третата композиција е Society, летаргичен почеток на клин гитара има со одлична мелодија на гитара помеѓу строфите со пропратена со ехо. Спорадична песна кај што доаѓа до израз пеењето и сите инструменти засебно се слушливи, што говори за добриот микс. Рефрените секогаш ја подигнуваат композицијата на повисоко рамниште, што е случајот и тука. Лудо е општеството, ама јас ништо не чувствувам, се потенцира во лириката, прашувајќи се што да биде во целото тоа лудило, едно екзистенцијално и идентитетско прашање, кога само онемува на него, колку долго ќе чекаме да се согласиме и да одиме понатаму во животот, едно прашањето кое што се поставува, односно фрла бендот поглед на тоа што станало пред се од општеството, колектив што се јаде самиот од себе и постепено полудува со една градација, наместо да соработува меѓусебно за општото добро. Што е најголемиот проблем со кој што еден од големите проблеми со кој што се соочуваме во овој автоканибализам во кој што живееме и се третираме едни со други. Четвртата композиција е The Adventure, која има еден разигран риф, подсетувајќи ме некаде некаква си далечна алузија на Емили Отом и прекрасните дарк кабаре одеци во комбинаториката со рокабили, односно психобили бендовите, со едно одлично гитарско блузерско соло во пентатоник, која најверојатно има ежето кое што напотенцирав дека е маскотата и
символот пред се низ кој што се дава една метафора за индивидуата во општеството, тука е жето ставено во позиција да има доседен живот во градот и пријателите му има посочено дека треба да ги отвори хоризонтите, се надувало и полетало, така што има една интересна тука метафора во која што си поигруваат со концептот на тоа стонирано еже, што е синонимот за самиот назив на бендот. Get It е петата композиција на албумот, блузерскиот почеток што говори за постоечкиот успорен ритам. За мене ми е една од најомилените композиции заради тоа што многу, апсолутно многу ме потсетува на Blues Pills, баш поради начинот на кој што ја имаат самодовербата во изведбата на композицијата и патосот кој што го посветува, ова моќна балада, е прекрасна, што значи дека мора да има едно бавно и хипнотично соло со сопствен одек, композиција во која што се говори за онемени чувства, прелажа на која што сакал лажливецот да е понастрана од него, а тоа треба да го свати, ама кармата ќе си го наплати долгот, што говори за одмаздата која што универзумот треба да ја направи. Феноменална Power Blues балада. Шестата композиција е Everyone is High, забрзан рокабили ритам на разиграна песна како антитежа на претходната, нели, по една балада мора да следува бура на албумот со ефекти на гитара како предложка на мелодичниот лид како вовед во рок-н-рол солото. До садата во Тетово го мотивира ликот да започне собствен бенд и да свири по барови, односно си поигрува со процес на вежбање и свирење и снимање на песна во студио, и додека сите се надувани ежето пробало нешто што не треба и мора да се насочи, односно да бира, да биде во студио или да се забавува всушност. Седмата композиција е Nothing, уште еден композиција со поспор ритам, блузен сол вовед со реге рифче, со пресврт во епилогот кај што експлодира бендот на повикот пеачката. Одлично решение, нали, првата композиција, и демонстрирате на вешта соработка како кохезивна единица самиот бенд, што можам да направам за да решам проблем и да направам да биде подобро е дилемата која се наметнува во композицијата, а одговорот може да го забележите од самиот наслов, Nothing. Осмата композиција е You'll Be Okay, започнува со прекрасен вокал кој што ја најавува и еден тоа што во контекст на самата лирика што се опева е тоа што не разликува е тоа што уште чувствувам убавина и покрај дождот која што е начнувата, лирскиот субјект научува дека се сака себе си, а тој бега од трнови, односно некој ја гледа големата слика, а некој не гледа ништо. Тука имаме една двојба, една дихотомија помеѓу двата ликови, кој што секој трга на својата страна, односно еден е подготвен да се прифати себе си со сите своји мани, а другиот не може да се носи со таа тегоба. Албумот трае 32 минути, што значи дека нуди голема доза на повторно преслушување, затоа што ќе ве остави гладен за повеќе, а најдобар начин да се заситите ќе биде да го пуштите. Уште еднаш, моје мислење е дека треба максимално да се искористи распонот на Ангела и да се експериментира и со поагресивен звук, да се пробаат и во хибрид, можеби со сродни жанрови, веќе се допрени корените на блуграс и на джез, ако се отвори, пред се ако се отворени на експериментирање, што само ќе им помогне да растат како музичари. Секако повеќе од се сакам да ги задржат мелодичностите и певливите рефрени, што се заразни мамци за сите слушатели, и би сакал таа жичка, нели, на рокабили, психобили која што наметнав повеќе да ја изигруваат и појасна да биде дикцијата на пеење, да има што е можно повеќе песни како што е оваа авантурата, но уживам многу и во баладичните блузерски композиции како што е Нели Get It. Така што сакам да се поигруваат со овие прекрасни концепции и во иднина, заради тоа што е прекрасно освежување на самата сцена, што е можно повеќе треба да свират и тоа да работат на концерти во шаренолик звучен пред се со овој шаренолик звучен концепт кој што го поседува, да работат, нели, на видеоспотови и да се промовираат не само државата туку и надвор, заради тоа што го владеат звукот кој го прокламираат, и сметам дека има светла иднина за овие млади автори, доколку, нели, се сакаат да продолжат да се истражуваат себе си на музички план. А во продолжение
Ќе слушнеме композиции кои што се наоѓаат на EP изданието на Fulton, Simultan Buckneš, издадено 2021 година, од кој што, ако имаме можност, би го слушнале во целост, односно во продолжение би ги слушнале Simultan Buckneš, недопрена, кој може да расипе еден ваков ден и сенки. Така што уживајте во продолжение со Fulton. Потоа се враќам во етер да ви говорам за што точно преслушавме од ова издание. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Dancing Macabre, 487 издание, именувано како раритет број 9, односно серија на епизоди на Dancing Macabre посветени на домашната музичка сцена, а претходно имавте можност да го прислушате EP изданието Simultan Buckneš на Fulton, издадено 2021 година, значи продолжено издание, проширено издание се извинувам, ако во претходниот музички блок пред Fulton ви говорев за полетноста на младоста на Stonehenge. Сега ќе зборуваме за созревањето на искусните музичари, односно за великаните на домашната сцена Fulton, кои според мене се наоѓаат во најквалитетниот период на нивната кариера, затоа што сензибилитетот во кој што еволуира нивниот звук, мене лично најмногу ми лежи на мојот афинитет, така што многу близок сензибилитет на таа музика која што и јас ја слушам, што воопшто не можам да го занемарам претходниот нивен музички проблесок низ децениите, кои тоа како говори за квалитетот кој што го поседуваат како автори. Ова EP издание го издадува во јули 2021 година. Претходно ја работеа Свитата за медена земја, потоа албумот Театарски миниатури и овој рок-н-рол ревайвал го најавија со прекрасниот албум Момома, а претходно ги реализира Пијан Славеј, потоа Антитело, Пенелопе X. Ова трансплантирана машина за чукање досега не типкала љубовно писмо, Лолитато, Дон Кихот, кој беше едно ехо на ова радио во раните 2000-ти, а албумите со кои што се запозна беа Архимед и Отремер, кои што беа работени со пропратни експериментални перформанси на видеата кои можевте да забележите снимени во МТ, со нивните авангардни пред се музички потфати. Пред да фати пандемијата се договара со Бранко за интервју, меѓутоа дојдоа забраните за носење на гости во радиото, но кога јас ја дадам збор не се отклонувам од него, така што во некоја наредна прилика сакам да споделиме некаков си збор муавет во пред се со овие белосветски трубадури за создавањето на нивниот досегашен опус. Значи, Пеце Трајковски Брада е гитаристот на бендот, потоа Гоце Јовановски свири на бас, Славчо Јовев на тапани, Пеце Николовски кларинет и шейкер, и Бранислав Николов е вокалот и свири на пијано. Ивица Јанкуловски Штраф работи микс, мастер и етнонски снимател на албумот, а Бисера Анастасова е асистентот на снимањето. Извршен продуцент е Илија Тирицовски, Пеце Талески е продуцент на изданието, а Ѓорче Ставрески го работи дизајнот на омотот на изданието, односно фотографијата. Пред се имаме еден левитирачки Бакнеш во космосот, кој што патува низ универзуми и соцзвездија како школка од еден вселенски брод. Издаден е за ова издание, односно ова албумско остварување, кое што започнува со Simultan Buckneš, каде што надоаѓа гитарата и дуачките инструменти пред да се надополни ритамот во еден марширачки такт, со еден риф кој си зема доволно простор за да ја развлече мелодијата. Ритамот го симулира ударот на срцата пред рефренот да ја реобмисли песната со нов ритмички потфат предводен од мелодијата на Сајзер овој пат. Се во лириката се потенцира сврзани срца во еден биеш заемништво крунисано со Бакнеш кој треба да е обостран, без еден да бара, а друг да му го даде, како што интригантно се потенцира во самиот текст. Недопрена е втората композиција, која започна со спорадичен ритам, како што слушнавте, со напев од реминесцентен предсе на домашните шансони од 70-тите, лирска елегија со постојана градација, збогатена со сонливо
сайзер и гитара во една меѓусебна синтеза повик да излезе девојката од езерото и да го остави каменот надвор од себе, да се грижи и грижите пред секој што ги има во себе, има кој ги разбрал низините тетоважи, односно еден повик дека таа е најубава, еден охрабрувачки текст, да не слуша што викаат другите, односно на тој што ја да обрне внимание на тој што ја цени заради тоа што тој ќе остане покрај нега. Значи една охрабрувачка, една мотивациона композиција за девојката која што треба да биде допрена со оглед на тоа што алудира самиот наслов на тактилно незадоволство. Кој може да расипе еден ваков ден, третата композиција, еден разигран хит сингл, ајде така да наречеме, која осликува младечката полетност со одекнувачкиот вокал со френетични гитарски секвенци кои го разубавува текот на мелодијата со едно одлично гитарско соло во неа, а заемното музицирање се екстензивира во последната минута. Строфите завршуваат со насловот, кај што во животот доаѓа и наплив од бранови и од мирно море, пред да скапеме, ама уште сме сочни како што се потенцира за симулакрум на живоста, но никој не може да го расипе убавиот ден кој секогаш ќе остане во сеќавање. Одлично илустрирана композиција со прекрасниот видеозапис. Четвртата композиција е Сенки, односно спорадичен почеток со клин на гитара, музичка ламентација. Се истакнува пред се вокалот и стихот кој што го изведува, барабанчето го симулира постепеното растење на тензијата пред стрелање, нели во исчекување. Фанфари забележуваме за надоаѓачката стрелба. Албумот има една бура на опасно построг крешендо во епилогот и еден прав избор за громогласно збогување на ова издание, опис на фаталното зуење на муви, налетот на мршојаци, на апокалиптична визија која што се начнува. Сенките ќе никнат од чевлите, а времето ќе започне да спие, се потенцира, но нема да може да се запре пред се неговиот тек. Ама може затоа па да се искористи постоењето, затоа што ќе почне непречено да тече времето и ова е пред се композиција за чување на миговите што го прават животот убав, тоа и пред се го краси и пи изданието, затоа што светот наоколу ќе си тече, сенките нели ќе си растат, но спомените ќе останат и бакнежот нема да може никој да го одземе, штом еднаш е даден и се вплотат саканите. Соодветно, време трајање за овие 18 минути за продолжено издание и душата не дава да го преслуша, дава пред се, да го преслушате уште еднаш, значи repeat копчето треба да биде постојано вклучено на ова издание. Како што веќе напоменав, овој фьюжн, ова пред се фьюжн рок-н-рол фаза, многу ми се допаѓа во која што се наоѓа овој бенд. Знам дека се експериментатори par excellence и никогаш нема да можем да уживам во оваа прекрасна рок-н-рол фаза, која можам само да се надевам дека ќе остана што е можно подолго во неа и ќе биде доволно инспиративна за да создаваат повеќе дела во овие домени. Иако тие се аморфни, никогаш нема да може во некако факт да бидат ставени. Нели ова се пред се вселенски трубадури со немирни души кои и тоа како умеат да ја размрдаат публиката на секој нивен настап во живо. За тоа ви тврдам од искуство, затоа што во различни фази на нивното творештво сум имал можност да ги гледам и секогаш уживам во перформансот на овие музички марионичари кои формулите и фаховите дефинитивно не може да ги држат затворени, затоа што се склони постојано да трагаат низ нотите и низ поетичниот напев пред се кој што го има Бранко во неговата лирика да допираат во тие меѓу состојби на човечкото постоење. Да ми кажеше некој во средно дека Фолтин ќе допра до рок-н-рол сензибилитетот на 70-тите, ќе поварав да бидам торпедиран во иднината за да можам да го слушнам тоа што денес го творат. Меѓутоа треба само да продолжат да нижат звучни писери од овој калап, постојано да се реомислуваат и да трагаат по
овие немирни души во нивната музичка експресија да ги реализираат целите кои што ги имаат. Видеоспотот кој што го напоменав за композицијата која може да расипе еден ваков ден е реализиран од Милена Уитман, која што има свој виден омаж на култните сцени на Бергман, на Бертолучи, на Годари, е само еден дополнителен импулс да ги сакам Фолтин уште повеќе со оглед на тоа што и на визуелната естетика е на тоа високо рамниште кое што на музички план веќе бендот го достигнува. Во продолжение на емисијата ќе слушаме композиции кои што се наоѓаат на второто албумско остварување на Triject, кое што исто така го носи нивниот наслов, односно Доколку имаме време. Ќе слушнеме композицијата која што го отвора овој албум, која е во согостување на Рамбо Амадеус, именувано како Рецесивни ген. Потоа имаме едно КРДР, едно кратко интермецо, па доколку имаме време ќе слушнеме и Флетърт и Ратататак, на која што гостува Тони Зен, и односно композицијата која што е шеста, ако не се лажам, на ова издание. Така што продолжение ги слушаме Triject. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е Дансе Макабре со своето 487 издание, именувано како Раритет број 9, односно епизода на Дансе Макабре посветена на домашната музичка сцена, а претходно можевте да слушнете композиции кои се наоѓаат на албумот Triject од истоимениот бенд, кој е издаден 2021 година, односно втората половина од емисијата ќе доминантна нишка ќе заземе пред джезот, кој ќе биде дозиран во два типични облици. Првиот е преку едно моќно музичко трио, именувано, нели, како што ви напоменав, Triject, кои се музичари од врвен калибар, кои во светот во кој првиот албум на бендот најчесто го носи собственото име на бендот, ги кршат калапите и формулите, и вториот албум го насловуваат со своето име, затоа што нели им се може. Вториот албум на джез составот Triject беше издаден во април 2021 година, а по деби остварувањето, односно изданието Homeoverse од 2018 година. Од насловите на композициите и соработките кои ги реализираат, можете да заклучите дека се поклоници на девизата на Френк Запа, дека хуморот си го наоѓа своето место во джезот, предание до кое строго нели се придржуваат, и исто како и Mothers of Invention го подкрепуваат со огромна умешност и владење пред се на инструментите кои ги свират. Иако на мигови јас се дрзнувам да ги наречам домашни Емерсон, Лейк и Палмер, без разлика дали ќе им се допадне тоа или не, секако тие го носат звукот на сите можни страни на светот и земаат инспирација од најразлични музички влијания и жанрови, заради тоа што многу вешто знаат и умеат пред се да жонглираат со најразлични влијанија кои понираат од сите страни, иако сепак матичен жанр ќе напоменеме дека е джезот, со тоа што ова е некаква си фјужен варијанта на истото со сродните, ајде така да наречеме, музички правци. Петар Лукиќ на клавиатури, Иван Петровски на гитара и Александар Ванчовски джигер на тапани ја создаваат музиката која што може да ја слушнете на овој албум, а гостувањата се на Антониј Пушеќ, односно тој подобро го знаете во пошироките пространства под неговиот псевдоним Рамбо Амадеус, и секако Тони Петковски, односно Тони Зен, кој исто така гостува на овој албум. Имено можете да слушнете композициите кои тие ги изведуваат, а Горан Гешовски работи микс мастеринг, односно етнонски снимател, заедно со Нино Спирковски, а Наско Джорлев го работи дизајнот на омотот, кој што е еден колаж помеѓу еден сив свет, кај што има две деца со логото на канџата, кое што е синоним на пред се кој се три Тереза,
направени да символизираат триџек на нивните блузи, кои помеѓу нив имаат колоритно детство, ајде така да го наречеме, олицетворено преку играчките, нели, кои ги содржат нивните вибрантни спомени, кои секогаш ќе бидат, нели, символ за игривоста, младешкиот музички порив во дадената ситуација, односно во овој случај, што исто така се рефлектира и во лирик видеото кое што беше издадено за Рататата. Буквално тоа сивило во надворешноста, кое се прекршува од сето тоа што го прави светот да биде убаво место, за разлика од тоа какво токсична средина може да произведат луѓето кои што го ја злоупотребуваат природата и пред се своите најблиски за дозволување на собствените алчни цели, што е и рефлексија на самиот текст кој што го има композицијата. Александар гостуваше во емисијата, но во оваа емисија, но поводот беше неговиот друг бенд, кој што во меѓувреме преименуван како Брама Мити, и гостување во кое го наговестиме пред се работењето на бендот Triject и денес го дочекавме нивниот втор албум кој што започнува со Рецесивни ген. Песните имаат најава со набројување на тактата страна на музичарите, за да биде удобен влезот на рамбо. Направена е и една аморфна авангардна подлога на развлечена джез партитура, за да може тој да го наметне неговиот рецитал, по кој нели е препознатлив, со тоа што потенцира за негативна селекција рецесивни ген, писмен полека мутира во неписмен. Знае да посочи и ја опишува пред се деволуцијата на која што сведочиме на идните генерации кои што доаѓа, значи наместо човештвото да станува се попаметно, очигледно дека со севкупната достапност на информациите и манипулацијата на истата, тоа наназад оди во чекорите на еволуцијата. Крдр е втората композиција, каде што го пеат ритамот повторно во ова интермецо музичарите, а третата е Flat Art. Во ова за прв пат можеме да ги забележиме пред се тројцата во ефект, цврста ритам подлога која што ја поставува Джигер, изџезирани рифови од страна на Иван и атмосферичен синт на Пепи со отворен риф кој што остава просто да се исполни со останатите два инструменти пред Иван да исчекори во едно одлично блузерско соло. Пепи има едно лудо соло на Сайзер во кое си игра со фреквенциите. Јас постојано мислам дека се обидува да стапи во контакт со битија надвор од планетата, со неговото музицирање, така што негирајте ја мојата проекција колку и да сакате, тоа што го слушаме всушност преносна порака од збор во нота, од нота во фреквенција до битијата надвор од земјата, заради тоа што не се овие фреквенции наменети за ние да ги слушаме, односно доловуваме една одлична визуализација со лудата анимација на Макс Флешер и посебно Сент Джеймс Инфермери како една видеообработка на материјалот кој што може да го слушнеме за разиграниот тек на композицијата Flat Art. Четвртата е The Slick, започнува со поигрување на музичко рамниште пред Емерсон, Лејк и Палмер да го фатат ритамот. Ова игра на рифот на Сайзер само сликнесот кој што се изведува и на музичко рамниште, кај што Иван го пресликува во едно флуидно гитарско соло, кај што се крши ритамот со тие синкопи на кои ги негува дури Френк Запа, прогресивно се видоизменува текот, кај што Иван наоѓа простор за соло во неправилниот ритам, пред да распали едно дисторзирано негово соло, кај што живнува композицијата, со едно засекување насреде истата и промена на незиниот тек, кај што синтот доминира овој пат со свое соло. Значи има секој свое излегување, засечено нели од моќниот гитарски риф. Едноставно може да забележиме во оваа композиција зошто се слик момците во нивната изведба, како што самиот наслов може тоа да го потенцира. Ратата е петата композиција на албумот, Тонизен гостува на оваа творба за да биде удобен и неговиот влез. Триото создава спорадичен ритам и поигрување со помош на Сайзерот, па
по рециталот буквално се джезира ритмот со засеци на течението кои Джигер со неговиот грув ги нагласува до крајот на композицијата, а пијаното драматично одекнува во незиниот текст. Значи има една одлична секвенца каде што се забележува издишувањето на музички план, а Тони прави една дисекција за тоа како во градот се краде, гради и руши. Нема помош од никого во градот кај што има трулеж, искористен е интелектот на единката, од систем присилена е индивидуата да паразитира, чека во редици, да живее живот во мака, потиснато пред се е значењето на битието, додека некој нели се богати од неговиот туѓ труд. Значи, емитирање на имитација се дава во доба на технократија, на консумеризам, наместо констатации дека сите сме наместо пред се констатациите дека сите сме отидени у кураци, ние веќе и ние и вие и сите што пред се го делат светот на овие две половини или на овој начин на неговото гледање на тие меѓусебни поделби, но надежд за некој друг нели да владее, но надежда дека во сивиот град е реализирана преку колоритот кој што се појавува наредниот ден од самиот видеозапис. Шестата композиција е А, односно 3А, 1, 2, 3, експлодира рифот на бендот и потоа се крши со меѓусебно поигрување, но се враќаат момците на дисторзираниот лајт мотив, провеува гитарското соло и френетичните фреквенции на сајзерот кои одекнуваат до другите планети, додека Джигер ги силува премините и тука бендот пука на сите цилиндри, како што се забележува од пробата на видеозаписот и ја гледаме таа симбиоза, односно амалгамот на овие тројца музичари и што всушност Reject представува кога ќе биде пуштен во полн погон. Snob Server е седмата композиција, мутиран придушен звук се одбива на почетокот како еден своевиден луп, пред Джигер да го засече на тапани, пред да се приклучи нели гитарите и клавишите, во постојано надополнувачкиот диалог помеѓу нив, пред да се дисторзира гитарата, ќе наслушнеме и раз, два, три, пет во истиот роботизиран глас, машинизиран, како и постоечкиот луп во стигнувањето нели на самата средина на композицијата, пред да слушнеме едно волуменозно соло на пијано, на што гитарата возвраќа со подеднакво силни рифови и завршува со еден видоизменет луп од самиот почеток. The Face of This Place, последната композиција на албумот, Джигер означува почеток со спориот ритам, дајрето се наоѓа неговиот довош, затоа и дава уникатен одек на секој негов удар, гитарата влегува со милозвучно ехо, придружен од елегичното пијано, еден совршен избор за милозвучност или летаргично предсезбогување на албумот, композиција која издишува, буквално едно живо битие, кај што гитарата везе едно кротко соло, за на крај да дојдеме до едно крешендо кое што постепено се разградува. 40 минути секој джез артист ќе потврди дека е малку простор за докажување на солирачките способности, но ова пред се музичари кои што уживаат во меѓусебното музицирање, нема кому да си ги докажуваат способностите кои ги потврдиле низ годините, па затоа создаваат концизно издание, кај што примарноста е насочена кон склопувањето на целесообразни композиции. Гостувањата на Рамбо и на Зен се соодветни кои сведочат дека умеат тројцата да создадат музика која многу лесно ќе се приспособат гостите на Reject и обратно, при тоа се добива на диверзитет на самото издание. Уживам во гитарските збеснувања на Иван со сајзерските пасажи на Пепи и Джигеровиот грув кој создава една опасна музичка тројка која е препознатлива на домашната сцена. Сакам да продолжат и со уникатните гостувања, но и да експериментираат во кршењето на калапите на музицирањето, затоа што и Пепи и Иван имаат богата палета на бои и на звук, кој што може да ги симулираат на инструментите или со помош на ефектите на попучите и на педалата, а Джигер може да распали со по некое соло, кое никогаш не е на одвишок, меѓутоа убаво би било да настане посилен диалог помеѓу гитарата и сајзерот, во како што тоа во фазон го прават нели Dream Theater, ама поинтересно да звучи, се разбира сето тоа од нивната формулаичност на која што и самите театарси се повторуваат до смрт.
ослободени од конвенции и стеги, може да слушнеме на почетокот и на крајот на песните, нели, дека уживаат во тоа што го прават и треба да се врзат со останатите прогресивни формации од бендови така и нас и да ги нападнат клубовите што е можно почесто, за да се шири пред се ова музички богата концепција која што тие ја поседуваат на широкото население и да бидеме збогатени со нивниот перформанс во живо во кој што би можеле сите да уживаме, како на дело се докажува сето тоа што тие во теорија го владеат. А за самиот крај на емисијата ќе слушнеме композиции кои се наоѓаат на албумот Jazz It Up, значи слушаме джез во една сосема поразлична форма. Тоа е албумското остварување на Никтофилијак, односно во продолжение ќе слушнеме композициите Love, Jazz It Up и Street Flavor. Потоа ќе се враќам во етер за да ви говорам за албумот Jazz It Up и на крај ќе слушнеме уште неколку композиции со оглед на тоа што Никтофилијак мислам дека е соодветен избор за завршување на емисијата во срцето на ноќта. Така што слушаме Никто со албумот Jazz It Up. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансима Макабре со своето 487 издание, посветено на домашната музичка сцена, девето поред во серијата на епизоди, именувани како Раритет. За крајот на емисијата слушнаме веќе 3 композиции кои што се наоѓаат на албумот Jazz It Up од Никтофилијак, издаден 2021 година. Уште еден гостин во емисијата, кој што има свое ново албумско остварување, кој е толку продуктивен, што јас не можам дури да го стигнам со рецензирање на неговото издаваштво. Очигледно дека мудро ја искористило ковид пандемијата да се препушти пред се на творење. Станува збор за артистот Никтофилија, кој знаете дека под овој псевдоним се појави со EP изданието Никтофилија во 2014-та, продолжи со мојот се уште најомилен негов албум Dark Side of the Mental од 2016 година, па во 2017 го издаде Ill Sides of Town, а во 2018 се препушти на трип-хоп изданието Dig Deeper и неговата предсе атмосферичност, а во 2020 година го рецензирав Everyday Existence, ако не се лажам, за во август 2021 да го добиеме Jazz It Up, албумот за кој ја покренав ова расправа, иако во меѓувреме Никто воопшто не седеше мирен, туку сними едно урбано EP издание за скопските улици, именувано како Street Sceneries, и синглка Pure Brilliance. Така што не би било изненаден ако во овој миг готви некое ново албумче на врелите грамофони ковачот, на битови. Самиот наслов на албумот индицира дека джез музиката ќе биде постамент во трип-хоп амалгамот за Никто, кој немилосрдно си поигрува со моќни битови, низ кои слушаме како змија се провлекуваат луповите на трубите, со семплови кои реферираат што точно представува джезот. А на најдобар начин тоа флуктуирање го пресликува Лина Пашанку, односно која ја работи обивката, односно омотот на албумот, кај што се прелеваат дирките на пијаното и трубата. Tune In е композицијата која што го отвара овој албум, односно станува збор за едно интро, каде што фреквенции слушаме на радио, пред да се наметне битот за атмосферичниот трип-хоп со джез пијано, еден луп со напев дека јас и ти знаеме, со позадински семплувани пред се джез вокали, еден вовед во албумот за да се вклучиме, како што потенцираат овие семплови. Значи, интрото е самосвесно наменето да биде собствена композиција, малку пролонгиран вовед со оглед на времетраењето, меѓутоа е еден фин влез во сето тоа што ќе следува на големата сцена. Love, каде што
О од лав е X во пишувањето на овој назив е втората композиција. Би требало, нели, љубов да означува, ако толкувам како што треба, љубов пред се кон джезот. Уште пред да влезе битот се семплува джез од различни камерни оркестри за да се образува мелодијата пред да се искористи дувачкиот инструмент со по некој хип-хоп семпл на Check It Out, додека се семплува еден љубовен джез рефрен. Никто оркестрира джез како да е диригент на самиот ансамбл и тоа е неговиот пристав, всушност, на кој му приоѓа на процесот на создавање на овој амалгам помеѓу трип-хоп и джез. Третата композиција, Jazz It Up, дефиницијата на джезот се изговара тука, пред да се семплуваат дувачките инструменти како водечка мелодија и постоечки бит, со домашниот семпл на Сите се джезери, што е одлично ископана интервенција, коментар на домашниот джез елитизам, кој е комплетно непотребен, со состен прелаз пред да се врати битот во оваа композиција, си има и својствено соло на труби, едно медли од дефиниции што всушност представува джезот. Natural High е четвртата композиција, атмосферичен трип-хоп кој сугерира воздигнување на друг стадиум на постоењето со бас како сигнатура на мелодијата, додека се кристализира атмосферата со заумни гласови и космично вивнување пред да осамне басот и битот и се поедностави таа портисхедовска атмосферичност, ако можем така да ја наречем. Петата композиција е релакс, лежерен почеток, како што алудира и самиот наслов, лоу-фај бит и мелодија, сонлива, надополнета со клавиши и свинг оркестарче. Шестата композиција е Infinity, спорадичен тек има и оваа композиција со водечка мелодија на синт, нанис има на воздишки во неа, во потрага по бесконечноста, барем да се допре за миг. Битот е повлечен, ненападен, позадински, предимство добива пред се елегичната мелодија, која и таа вивнува во даден миг и осамнува клавиатурата на самиот епилог. The Universe е седмата композиција, доаѓачки Сайзер ја начнува пред битот да ја нагласи и врати во живот и слушаме свинг оркестрација, Джеймс Бондовска композиција на албумот, ајде така да ја наречем. Осмата е Street Flavor, која што можете да слушнете, одекнува гитарата од зачетокот, на која откако ќе експлодира битот се надоврзува дувачката секција. Еден спој на дигиталното и аналогното, односно за да го символизира пред се духот на улицата, кај што и хип-хоп и джез драстично се интензивираат и се семплуваат дури и MC-а за да, нели, ја рефлектираат и уличната култура, односно духот на хип-хоп културата. Roll It Up, во која што забележуваме на братска офанзива, со оглед на тоа што од една страна го имаме Twin Peaksовскиот ноар, кој што е во амалгам со True Detectiveски бит, ајде така да го наречеме, заради тоа што гостува Rust Cole на овој албум, еден камерен, да забележуваме камерно джез пијано како вовед со надополнето со бит и скреч, на кој што се надоврзува труба, на што слушаме и соло на гитара паралелно, кое се повторува во свој виден луп, што дава еден интересен зачин пред се на компонирањето, заради тоа што во ефект се ставени различни нички во образувањето на ова звучна легура. Десетата композиција е Into the Mind, джезот се електронизира, ајде така да го наречеме, заради тоа што има еден интермедијален засек кој што се потенцира дека джезерите експериментираат, без разлика дали е електронски или акустичен. Важен е човекот кој што стои зад инструментот во овој сегмент се потенцира, што е дефиниција за важноста пред се на артистот, каде што инструментот е само алатка, нели, за задоволување на и доловување на зацртаната експресија, кај што слушаме амалгам на бит со свинг оркестар, традиционално и модерно е повторно во колизија, за на крај одлично да осамне дувачкиот инструмент и да се вратиме повторно на свингот. 11-та композиција е Baby, своевидно аутро, која започнува од насреде сентиментот, одекнува од пеано, нели, Baby, така што добиваме епилог на композиција која започнува некаде далеку и ние сведочиме само на незиното затворање, што е збогување со албумот, кое
не е ни збогување со песната, таа си продолжува повторно некаде далеку, без наше знаење, што значи престојуваме само 1 минута во некоја многу поголема композиција, што е уникатен начин на ставање на епилог, енигматичен, нели, као и самата музика. Така што албумот содржи 36 минути, кои што се сосема доволно за да нурнеме во рекапитулирањето и повторното калибрирање на джезот низ трип-хоп призма, а сепак да се образува една концизна целина која плени да биде повторно пуштена. Никто ископува една дефиниција која ја интермедијално, нели, ја вградува во композициите, кај што се бара дефиницијата на джезот, која мора да има бит и треба да има душа, соголувајќи го до самата основа и вплеткувајќи го во лоу-фај амбиентална музика, подвиг кој исто така го чини и врз хип-хоп естетиката, кај што бум-бапот го сведува на основните елементи и истите ги вплеткува во джезот и го добиваме пред се блендираниот джези дап, односно називот кој што тој го образува за овој албум. Само еден совет, джезот ја символизира, нели, и атоналноста, кршењето на формулите и повторливоста. Сметам дека треба да се синкопира и видоизмени, како што, нели, можевте тоа да го слушнете од албумот на Triject, кој што претходно имавме можност да го преслушаме барем сегмент од него. Не се знае тие каде ја носат, например, композицијата, крајно се непредвидливи и тоа е едно силно обележа нивното музицирање. Тоа сакам да го слушнам и од Никто во иднина, односно убаво е што битот е, нели, рбетот на конституцијата на самата песна, но тој може да излезе некогаш и удобноста на лупот, по моја желба тоа би било убаво да е почеста. Меѓутоа, сакам да забележам како Никто експериментира и со останатите постановки кои што ги поседува джезот во начинот на кој би се амалгамирале хип-хопот и джезот во ова средиште кое што тој го зема како атмосферичен трип-хоп. Секогаш ќе бидат конститутивни елементи, нели, и джезот на кој што моментално му обрнува многу поголемо внимание. Претходно тако беше случајот со амбиенталната музика, а најпрво на бумба прапот, нели, како битот, како негова основа, па би сакал да проложи со експлорацијата и да ги крши калапите кои самиот, нели, ги создава за себе, да си ја редефинира формулата која му помага со лежерност да го изгради неговиот препознатлив звук, така што убаво би било и непредвидливоста и синкопата на джезот да биде мотиватор, да го направи неправилниот бит кој не би бил едноличен луп, туку самиот ќе биде и непредвидлив и за самиот слушател. Мислам дека тоа ќе воведе шареноликост во течението на неговите албуми кои пред се конзистентни, но би било убаво ако се зачинат со некој дополнителен елемент за да ни покаже Никто што се крие во мракот на ноќта, да ни ја доближи уште една убавината на неговата ноар поетика која што знае да ја изрази со помош на битовите кои и тоа како вешто ги маневрира и ги создава овој нивен мајстор, така што е интересно каде ќе еволуира пред се неговата поетика на ноќта и баш ме интересира кои се нови елементи ќе ги жонглира и ќе ги диригира пред се под неговата диригентска палка, како што тоа вешто го изведува со помош на джезот, свингот и сите тие итерации на во амалгам со самиот бум-бап, односно со хип-хоп основата. Така што слоевито и богато дело кое што бара повторно преслушување за да се најдат сите елементи кои што го создаваат градивото за амалгамирање на овие моќни постапки кои што Никто ги спроведува за самиот крај на емисијата. Ќе слушнеме соработката со Rust Cole и ќе слушнеме едноминутната Baby како одјава и на самата емисија, но и на самиот албум кој што е Jazzy Dub на Никтофилијак, кој што можевме да го слушнеме во текот на оваа емисија заедно со новите албуми на Triject, Faultin и Stoned Edge. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 487-миот гримуар на Данс и Макабре и го враќаме на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Данс и Макабре, останете вклучени и почитувајте ја домашната музичка сцена.